Лимон. Лимонот е ниско дрво, со висина од 3 до 6 метри, со голи, кожести, трајно зелени и силно ароматични листови. Младите пупки и цветните ливчиња се виолетови. Плодот е бобинка со жолта боја, со елиптичен или скоро сферичен облик. Внатрешноста му е безбојна, со мала петелка на едниот крај и шилест за вршеток на спротивниот крај. Кората може да е лесно рапава или глатка. Од внатрешната страна, таа е обложена со бела, сунгереста обвивка, која се нарекува албедо и не се јада. Иако растението може понекогаш да се одгледува како украсно растение, сепак неговите насади најчесто се користат за добивање на плодови. Лимоновото дрво може да раѓа и 2 пати годишно во соодветно климатско подрачје. Пролетното цветање, од кое се добиваат најдобрите плодови, трае најмалку 2 месеца, а исто толку време зрелите плодови може да стојат на гранките додека не се наберат, што дозволува непрекинато берење во тек на цела зима, од ноември па се до април или мај. Другото цветање се предизвикува вештачки во комерцијалните насади и трае во тек на август и септември, а плодовите почнуваат да се берат во мај, веднаш по бербата на последните зимски плодови. Од кората се прави кандирано овошје. Се добиваат етерични масла и пектин. Од семињата се добива масло, а остатокот се преработува во храна за животни. Едно возрасно дрво во поволни климатски услови дава 600 до 800 плодови годишно. Сокот од лимон може да се користи и за чистење. Пресечениот плод се натопува во сол или во прашок за печиво и со него се чистат бакарни садови. Лимонската киселина ги раствора дамките и на тој начин помага во чистењето. Се користи како санитарен кујнски дезодоранс, при што сокот од лимон освежува, дезинфицира, отстранува масноти и избелува дамки. Кога ќе се помеша со прашок за печиво, може да отстрани дамки од пластичните садови за складирање на храна. Маслото од лимоновата кора се користи за чистење на дрво и полирање. Неговата способност да раствора се употребува за отстранување на стари восоци, отпечатоци од прсти и нечистотија. Маслото од лимон, заедно со маслото од портокал, се користи за нетоксични, инсектицидни третмани. Се смета дека има лековито дејство против крварење од отворени рани и за чистење на загноени рани. Уште античките морепловци знаеле за дејството на лимонот во лечењето на скорбутот. И затоа на далечните патувања носеле големи резерви од ово овошје. На Сицилија, која секогаш имала проблеми со снабдување со питка вода, често во резервите на питка вода се ставале свежи половинки на лимон. Луѓето од искуство знаеле дека лимонот ја дезинфицира водата, факт кој модерната наука подоцна го потврдила. Лимонот е една од најкорисните намирници на планетата. Изобилува со витални хранливи состојки и поволно делува на функцијата на црниот дроб, цревата, желудникот, имунолошкиот, нервниот и кардиоваскуларниот систем. Редовното конзумирање на лимон може да спречи или да делува благопријатно на некои заболувања, како што се ларингит, бронхит, грип,
настинка, висок крвен притисок, бактеријски инфекции, кај бубрежни и жолчни камења и друго. Високата содржина на селен и витамин С ја зголемува одбранбената моќ на телото, а антиоксидативното дејство го забавува старењето на ткивата. Етеричното масло од лимон се користи во ароматерапијата и делува релаксирачки за организмот.